како што кажавме со Цеце, ќе имате прилика повторно, мислам дека нели јавното предпријатие Лајка кое што се залага за бездомните крзани пријатели, баш така ќе кажеме секој пат со нив, за нивна подобра благосостојба, за еден поинаков соживот помеѓу напуштените куќиња на улица и така натаму. И верувам дека тоа ќе биде доволен повод само да споделиме дека во екот на овој викенд тие ќе ве поканат повторно на уште една дружба и на некој начин дека сите тие, да речеме, наши куќиња кои што се на нивна листа и чекаат топол дом, тоа ќе биде уште еден потик преку овој роден ден повторно да ја апострофираме темата или да акцентираме темата за бездомните животни и да вдомиме куќе токму од Лајка. Со оглед на тоа дека тие постојано работат нели на овој проблем во Скопје децениски, верам дека и можеби како едно од оние пријатели кои што стана и на утринска телма, токму луѓето кои се тука и вработени, некој пат ни ги отвориле своите порти со својата камера да ги споделиме убавите и успешни приказни од Лајка, со оглед на тоа дека тие знаат да реновираат и да ги направат условите се додека можеби не се стекне кученцето со дом, да барем живеат во љубов, што се вели во една друга заедница. Да, додека се обидуваме да добиеме Радмила, може од режијаве да не пуштате некои инсерти поврзани со јавното предпријатие Лајка. Инаку да, викендов тие го прославуваат својот 5-ти роден ден, а една од активностите која што ја направи изминатиот период се дружеа со учениците од 6-то оделение од Основното училиште Кирил Пејчиновиќ и токму како резултат на таа дружба убава која што ја има, во рамки на викендов ќе биде представена и изложба, тоа се цртежи токму од овие ученици кои што се инспирирани од кучињата на Лајка, насликани како веќе вдомени и во свој дом. Така што ова е една од работите која што ќе биде прикажана викендов на прославата. Децата ќе прикажат сцени на грижа, на игра и мир, онака како што секое куче треба да живее во едно топло домче, како што велат тие, во едно топло обкружување со семејство и со многу љубов. Изложбата, велат, е еден наш мал потсетник дека вдомувањето менува животи, ги менува животите и на кучињата, но ги менува животите и на луѓето. Изложбата ќе биде поставена на 18 викендов во рамки на самата прослава ќе може да се погледне во текот на целиот настан. Верувам дека особено ќе бидат присутни и дечињата, како што споменав, од Основното училиште Кирил Пејчиновиќ, кој што има можност токму тие да ги изработат цртежите кои што ќе бидат изложени. Овој се видео спотове како што е Лара и други наши музички звезди кои што се вклучија всушност во кампањата за Вдоми куче. Во моментот се обидуваат колегите од режија да стапат, што се вели, на линија со Радмила, меѓутоа мислам дека во моментот како да ја добиваме, претпоставам дека колеги можеме да ја вклучиме Радмила или не се уште. Да, додека се обидуваме да го направиме тоа. Ние дека ќе го загубиме времето со оглед на тоа дека нели имаме и рекламен блок кој што мора да го испочитуваме, меѓутоа ајде да се обидеме уште еднаш. Дали сега во моментот може да ја вклучиме нашата Радмила, ако веќе не слуша, па еве овие неколку минути кои што ни остануваат и преостануваат. Чисто да ни даде пука на Радмила. Добро утро. Радмила, добро утро. Добро утро, не знам дали ме слушате. Сега те слушаме одлично. Инаку вчера баш се обидувавме со Цеце вака да се седам дека дали си на пат можеби некаде или сега веќе си во Скопје. Во Скопје сум, да, ве благодарам за поканата. И ви благодарам за можноста да ја информираме јавноста дека Лајка ги поканува сите љубители на кучињата, сите поддржувачи на нашата хумана работа и на нашиот метод и да го прославиме 5-тиот роден ден на јавното предпријатие Лајка и на нашето прифатилиште. Тоа ќе се случи на плочник во градскиот зид, позади собрание, во кафулето исто има собрание. Ќе имаме многу интересни настани, како и вообичаено, ги покануваме пред се граѓаните кои што вдомиле куќе и од кај нас и воопшто со вдомено куќе и сите оние останати со кучиња да дојдат да се пријават. Имаме мал надпревар каде што ќе се избираат најубаво куќе, најубаво женка, мажја, куќе со дете, така некои интересни категории кои што нема да се наградува само убавината, туку и креативноста и посебностите и така натаму, кои што ние многу ги цениме кај кучињата. Ќе имаме можност да ја видиме изложба на некој начин на скопските училишта Кирил Пејчиновиќ и Христијан Тодоровски Карпаш
дечињата учествуваат во благородната мисија да го поттикнат здомувањето и нашите штитеници, кучињата кои што чекаат дом, ќе ги представат преку своите цртежи и слики, ликовни изрази, замислени во дом, со семејство, во разни ситуации, така што просторот ќе биде украсен со нивна поддршка и со нивни цртежи. И ќе имаме мала работилница исто за дечињата кои што ќе бидат присутни со шепа Лиза, каде што тоа ќе биде ликовна работилница за сликање, каде што ќе можат да научат нешто, некаква основа и да се забавуваат истовремено сликајки. Прекрасно. Вистина, ова не е кусо време, чисто само за најава беше да малце додека се добиеме технички, меѓутоа добро е што те добивме и всушност го најави некако на свој начин ова што ќе се случи на 18-ти. Вистина ќе посакаме само да помине овој момент политичкиот избор, круг и така натаму и потоа ќе говориме повторна тема благосостојба на животни, бидејќи тоа заслужува и Телма и сите оние да се едуцираат преку тоа што ќе го дадете како совет од јавното предпријатие Лајка. Уште еднаш ќе потсетиме дека 18-ти, како што спомна датум, е да се лоцираме сите на едно место и повторно да ја навигираме оваа тема за многумина, како вистина животот може да биде поубав кога ќе вдомиме куќа. Во 18 во 11 часот преку забава ние на некој начин повторно ќе едуцираме и ќе се потрудиме да бидеме корисни. Ти благодариме многу, љубов, Радмила, те чекаме за скоро повторно во студио. Ова е повторно и вашиот дом каде што споделуваме и успешни приказни кои што ги имате, особено и оваа година. И се гледаме викендов и за скоро. Еве ние први среќен роден ден. Среќен роден ден, Лајка. Ви благодарам. Благодариме. Да. Благодариме Да славиме уште многу успеси, секако.